Дури 33 точки на дневен ред одработија советниците на денешната 41-ва седница на Советот на општина Кочани, која се одржа во спомен домот Асно. Покрај годишните извештаи за работењето на Центарот за развој на Источно-планскиот регион и за спроведување на програмата за развој за 4-годишниот период за 2019 година, кои беа усвоени на почетокот на седницата, советниците од позицијата и опозицијата расправаа по годишните планови за вработување на општинските основни средни училишта. Помеѓу позначајните точки од сферата на културата беше информацијата за одржување на ДАФ, беше разгледана и усвоена и проекцијата за користење на водата пролет-лето од водоснабдителниот систем на градот и населените места, информацијата за дивите депонии и извештајот за финансиското работење на комуналното јавно претпријатие Водовод во првото полугодие од годинава. 12-та точка на дневен ред се однесуваше на информацијата за заштита од шумите од пожари и бесправна сеча, потоа за состојбата со боровиот четник, за узурпираното државно земјиште, за реализацијата и пролетната сеидба, состојбата со општинската патна мрежа. Потоа советниците усвоија неколку извештаи во делот на располагање со градежно земјиште, работењето на комуналните редари, како и предлог програми, одлуки и планови. На седницата поминаа и точките кои се однесуваа на предлог правилникот за изменување и дополнување на правилникот за начинот на доделување еднократна помош во вид на социјални пакети за новородени деца од социјално загрозени семејства и на предлог одлуката за давање согласност за ослободување од партиципација на деца роми што се во социјален ризик на возраст од 3 до 6 години за престој во детската градинка Павелина Белјанова за учебната 2020-2021 за имплементација на проектот инклузија на деца роми во предучилишно образование.